Александра Максимовска на второто линковско вклучување. Александра Деспина пред малку ни кажа дека од 1948 го имаме Националниот парк Пелистер. Рисот, барем од оние информации кои што ги имаме, последно е забележан од камерите во 2013-та, но тоа не значи дека го нема во Националниот парк. Оно што ме интересира, како надлежните се вклучуваат во заштита на дивиот свет и во текот на зимскиот период и дали граѓаните се одговорни? Така, Кристина, добро утро повтор пат, поздрав до вас во студиото. Националниот парк Пелистер е првиот и најстар парк прогласен на територија на Република Македонија, како што кажа ти, во 1948 година, односно пред неколку денови на 30 ноември веќе одбележа 76 години од неговото прогласување за национален парк. Највпечатливи одлики на фауната кој што е присутно овде во Националниот парк е незината разновидност и хетерогеност, исто така и присуството на различни ректилни и ендемски видови. На денешниот светски ден за заштита на дивиот свет ќе поразговараме повеќе околу дивиот животински свет во Националниот парк Пелистер со Зоран Пројчевски, шумарски инженер. Добро утро, Зоран. Денес е светскиот ден за заштита на дивиот животински свет. Колку видови на диви животни екзистираат во овој национален парк? Во Националниот парк Пелистер екзистираат повеќе од 800 видови на животни, почнувајќи од најмалите представници, инсектите, па се до големите цицачи, кои што се околу 47 на број и представуваат околу 53% од вкупниот број на животински видови во Македонија. Како најатрактивни, најкарактеристични и животински видови кои што представуваат клучни вредности за паркот се мечката, дивокозата, срната, дивата свиња, волкот и рисот, кој што последен пат е заприметен во 2013 година во локалитет Брајчино, но од тогаш за жал не е заприметен на фотозамките, односно не е фотографиран. Дали тоа значи дека тој не е присутен во паркот или пак можеби неговата територија на движење е поширока па не може да се забележи на камерите? Значи, претпоставуваме дека рисот е повремен жител во Националниот парк Пелистер, односно заприметени се од ренжерите, од планинарите, заприметени се траги и присуство на рисот. Кои ендемски видови се присутни овде по кој е препознатлив овој национален парк? Голем дел од животинските видови кои што ги има на Пелистер се ендемични. Како позначени би ги споменале македонската ендемична пролетница, херпатикоидното, амфиподното и остракодното ракче, кои што живеат во големото и малото езеро на Пелистер. Така. Дали се забележува намалување на одредени видови или пак можеби не боже целосно исчезнување на одредени видови? Каква е ситуација? Кај одредени видови се забележува зголемување на популацијата, како што е случајот со мечката и срната, но во основа кога кај некој животински вид ќе го достигне биолошкиот максимум, односно зголемување на популацијата на тој животински вид се преселува, ги населува, односно соседните планини, така да Пелистер представува едно јадро, еден природен резерват, кој што природен резерват на животински видови во регионот. Што прави Националниот парк Пелистер во однос на заштитата на овие диви животни? Како мерки за заштита се спроведуваат редовно, се организираат патроли од страна на ренџерската служба и се користат современи технологии, односно користење на дронови и на камери. Дали лани започнавте еден проект, мислам, поставивте нови хранилишта и извршувавте прихрана на животните во зимскиот период. Има најави и сега за такво нешто? Така, значи прихрана се извршува на 3 локалитети во Националниот парк Пелистер, Брајчино, Вртушка и Пелистер локалитет, каде се поставуваат околу 100 килограми крупна сол, минерали, пченица, пченка,
околу 40 бали со сено, се со цел да се помогне во овие сурови зимски услови, доколку зимата е сурова и остра, се извршува дополнителна прихрана, веднаш штом се создадат услови на теренот, така да исто така и хранилиштата, постечките хранилишта редовно се реставрираат и се изработуваат нови. Колку хранилишта има и уште колку нови ќе се направат? Па на 3 локалитети се всушност хранилиштата, околу 20 до 30 хранилишта. Сега планираме да направиме уште 10 хранилишта и да поставиме, плюс дополнително. Така, Зоран, ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вас. Како што можевме да забележиме од разговорот со нашиот гостин, Пелистер изобилува со различен животински див свет, кој што постои, како што кажа, не е забележано исчезнување, ниту намалување на одредени видови, туку има забележано зголемување на одредени видови. Се надеваме дека тоа и во иднина ќе остане така и дека институциите, меѓутоа и граѓаните, сите заедно ќе работиме на заштита и зачувување на оваа природна убавина, како и на дивиот животински свет кој што екзистира овде. Студио.